Имено со овој амандман бараме во членот 22 став 1 точката 5 да се избрише. Точките 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9 и 10. По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: при рекламирањето на игрите на среќа на телевизиските и радиските медиуми на јасно видлив, читлив и или звучно аудио разбирлив начин, задолжително мора да биде наведено, писмено или усно изговорено, дека учеството во игрите на среќа е забрането за лица под 18 години и дека може да предизвика зависност и рекламирањето на игрите на среќа треба да биде во согласност со прописите кои се уредуваат аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Од ставот 2, кој станува став 3, зборовите од ставот 1 точки 5 и 6 се заменуваат со зборовите од ставот 1 точка 5. Овој амандман се поднесува заради прецизирање дека рекламирањето на игрите на среќа на телевизиските и радиските медиуми мора да биде проследено со известување дека малолетни лица не смеат да учествуваат во игрите на среќа и дека учеството предизвикува зависност, односно поедноставно, со овој амандман ние бараме исклучиво од предлогот на законскиот текст да влезе обврска за така наречено популарно дисклеймер, односно секаде да биде наведено дека лице кое што е под 18 години едноставно треба да биде дистанцирано од приредувањето на игрите на среќа, обврска која што до сега ја немало и која што е обврска плюс за медиумите. Благодарам.